Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Пети Страчини е тука си нашите гости. Дамјан Георгиевски од Помладиот, информатичар. Дамјан Георгиевски од Слободен софтвер Македонија. Што е слободен софтвер? Тоа е друга тема, можеби ќе... Тема е сепак. Може ли софтвер да биде тоа оксиморон, нели е да биде слободен? Ако веќе зборуваме дека секој некој контролира преку тие софтвери. Може, да. Тоа е нашата организација постои веќе во Македонија, постои од 2002 година. Се занимаваме со ова прашање на слободен софтвер, што понатаму со 2002 збориме кога интернет беше на почеток кај нас. Меѓутоа понатаму организацијата продолжи да се занимава и со овие прашања што излегуваат од законските. Не само законски, значи технологијата влезе во сите домови преку интернет и се зголеми обемот на тоа што е, да речам, наплив на технологија во приватниот живот и во приватноста, така да го проширивме нашето занимавање и со слободноста на интернет, приватноста на интернет. Дали се тоа прашање за каде одат нашите податоци, кои ги собира, под кои услови, под кои права. Не сме се занимавали со промовирање на идеите на Википедија и така натаму. Ако е тешко да добиеме информација по законот за достапност до информации, тоа веќе е главните болки во сите извешти го пишува. Ова е уште потешко да дојдете до информации каде одат нашите податоци или има воспоставени процедури? Нема некоја глобална регулација што на пример би ви гарантирало или на некој начин би ви информирало како се користат информациите што на пример Google или Facebook ги складира за вас. Тоа што треба да кликнеме таму, agree, disagree, ситни букви, тоа ми изгледа како кредит кој земам во банка, со ситни букви тие најбитните работи никој не ги чита. Некој телеком кој ќе си купиш телефон. Вие сте го читале тоа или мора да го читате професионално? Пишува ли нешто што ние не сме го прочитале, не знаеме што е опасно? Тоа е прво има две страни тука. Прво тоа е многу општо кажано и од прилика иде како ние ќе ги собереме с тие податоци од прилика е тоа. Вика не бери га или не тие работи не? Не баш. Многу ретко, на пример, некои фирми тврдат дека не ги продаваат на трети лица податоците. Меѓутоа после тоа сепак на некој начин се користат тие податоци. Значи они ќе речат не ги продаваме директно, мисли че дека на Твитер им беше така политиката, меѓутоа во некоја друга форма, че они ќе ги агрегираат и ќе ги направат да не е тоа што баш го пишува, што сте го прочитали, што сте кликнале агри. Например, они викаат вашите лични податоци нема да ги продаваме на други фирми. Меѓутоа они ќе речат окей, од вие 100 луѓе што Но вашето однесување го продаваат. Значи вашите 100 луѓе што сте радиоводители, еве ги групирани информации за нив. Оваа група на програмери, еве за нив некоја група ќе направат со разни други параметри. И понатаму вие може се најдете и во повеќе групи интересни, не знам, другата ваша група е од кај да знам. Музичари, средна школа што завршиле таму и таму. Ванчо Ордановски. Познат освен како брат на Сашо Ордановски. Да, познат како брат на Сашо. Како еден од И драго ми е што сум брат на Сашо. Од првите информатичари, првата фирма. Првата приватна фирма во Македонија, Инфопроект, да. Постои ден денес. Значи не е Ултра, не е Унет, не е Ултра ми се драги колеги, меѓутоа беа после нас. Порано многу се рекламиравте 90 и така натаму, ве имаше по телевизии во рекламни спотови, но сега не толку. Толку ли е успешен бизнисот? Не мора да се рекламира. Малку го насочивме бизнисот кон софтвер, професионален ERP софтвер, тоа е софтвер за компании, за обработка на нивните податоци. Тогаш кога се рекламиравме, продававме и хардвер, тоа што го прават сега по салони. И да хардверот стана стока за широка потрошувачка и стана друг вид на бизнис, исто како шпорети или бойлери, така што ние решивме дека тоа не интересира и останавме на што сме примерно софтверска куќа и ден денеска 26-7 година. Кога се регистрирате, тоа беше
село, како се вика тоа, никој ништо не знаеше за... Кога се регистриравме, прво правите никој... тогаш? Да, ние Кој прво се компјутери регистрирахме како дуќан, пошто уште не беше доснесен оној фамозниот закон Анте Марковиќ, ако се сеќавате, кој дозволи приватни фирми да се... Дуќан за електроника, за поправење Дуќан, телевизори, да, за... доскоро бевме препратени на за нечиски гласник. Ги не стајали у некоја база таму дека сме дуќанџи. Меѓутоа немаше друга форма. Сакале не икеле, мораше некако да постоиме како правно лице. А потоа штом 90-та година Анте Марковиќ го донесе законот, се регистриравме нормално како компанија. Ванчо, да ве прашам, кога може да се стави некаква временска одредница дека од овој момент во историјата почна безбедносните служби и така натаму да влегуваат по софтверите и да се интересираат за тоа што го прават граѓаните или било кој на интернет? Видете... Има ли некоја проценка кога почна тоа да се случува? Не, првите обиди за прислушување, за разбивање на кодови, на кодирани комуникации, значи софтвер е многу широк поим, не значи дека е само кодирање во денешна форма на некакви јазици па у компјутери. Софтвер постоел и на бушени картички, на метални дискови и така во различни форми. Првото е имаше и филм со Камбербеч, ми се чини, разбивањето на Еурека, на германската Енигма, германската која користеа германската Вермахт, нели, за енкодирање на своите информации. И они го имаат тоа разбиено. Тоа е веројатно првиот хакерски напад во историјата, вака што може директно да се поврзе со... И после тоа они ги слушале сите информации. Така што не е баш нова работава. Иако со, како што рече и Дамјан, со оваа первазија и влегување на компјутерите и особено интернетот, комуникациите во обичните животи, тоа стана многу лесно. Мислам, прислушкувањето веројатно во оваа модерна форма почнало многу брзо после воспоставувањето на првата интернет мрежа и постувањето на интернет како таков, 80 некоја година, сега не ги знам годините точно, но во модерна форма е веќе прилично стара, да речам, дисциплина. И меѓутоа, луѓето кои зборат за прислушување обично мислат на телефонски разговор, така. Говори дека се прислушува. Меѓутоа, во поново време се прислушуваат сите електронски комуникации. Значи, комуникации кои што се имейл, меседжинг клиенти, се надзираат луѓето и нивното однесување на сите нивни сајтови, кликови и така натаму. Вчера, изби скандал, е дека една кинеска компанија ставила бекдор, тоа е значи задна врата, што би рекле, таен канал, со кој ги собирала сите лични информации на не знам колку милиони корисници директно во Android телефоните. И вчера баш излезе тоа, комплетно сите лични информации оделе директно во Кина. Кај компанијата која... Телефонски броеви, адреси, се што имате во телефон. И разговорите. Добро, направивме поели. Сега да кажам само, ти спомнуваш одма телефонски разговори. Телефонот не е само телефонски разговори ден. Значи, овој компјутер со поголеми мокни него вашиот десктоп компјутерот пред 10 години. Не само тоа, него цело време со вас во джеп има GPS, значи ве следи кај се ногете, следи со кого сте. Фактички тој другиот телефон што е до вас? Значи на која мрежа сте поврзани Wi-Fi и така, дали сте дома, дали не сте дома, ако не, сосема тривијално е, може да видите на Google, од само што го користите телефонот, он знае кај ви е домата, кај ви е работа. Значи не сте му кажале ви, он сам го заклучува тоа, затоа што сте на двете места по време. Како домашно милениче веќе, има инстинкт веќе почнува. Така нешто, да. Има ли шанси, еве, пред да одиме со реклами, например, да ми кажете и двајцата, има ли шанси некакви човек во денешно време да се заштити?
Петри, доставите за тоа Тоа ќе мора подетално покасно, тоа ќе е зборуваме. прилично Не, чисто вака да колку да го отвориме муабетот. Ако сака да живее, Има и нема. но тешко. Има два начини, че едно е како лично, вие што лично може да направите, меѓутоа има нешто што треба да се направи на некоја, да речам, на ниво на регулација и со тоа може да Ама тогаш некој друг, тој што ќе те заштити во твое име, се вика држава. Од државата кој да те заштити? Има уште еден момент тука. Не се само државите. Големите корпорации се наднационални. Google, Microsoft, Facebook и така натаму. Па и телеком компаниите. Така. Они се наднационални, они се поврзани без оглед на државите. И вие во државата може да имате и идеални закони за заштита и така натаму. Дури и нашите не се така лоши, мислам само што ги злоупотребуваат, тоа е друга приказна. И тоа наднационалните компании практично никој не може да ги фати и да ги регулира. А тие кои што го имаат целиот ваш дигитален живот, а денеска животот е многу голема мерка Со дигитален. тек на времето ќе се многу побитно е дали нема да биде битно дали Трамп или Клинтон ќе биде председател на Америка, току кој ќе биде председател на корпорација некоја. Да, денеска е тоа секако. Да ги потенцираме, значи влеговме со разговор, Тезите да ги да ги потенцираме дадете столе тезите. сега. Прислушувањето, слушањето на телефоните е веќе рудиментирана форма. Го спомена терминот од ранковик, тоа веќе е демоде. Сега има пософистицирани работи, пософистицирани начини, не можете ништо да скриете. Алгоритми, следење, анализирање и наметнување на навики, вкус, анализи на активности, пишување, ставови, размислувања, креирање профил, карактер на секој поединец. Технологијата ги брише границите, како се штитат и можат и да се заштитат, да се затворат во своите граници државите. Интернет, што е тоа дип интернет или сам интернет, неограничена моќ на големите корпорации и компании кои ги усвојуваат, ги поседуваат новите технологии. Новите технологии напредокот во служба на човекот или во служба на нечии интереси за што полесно владење и управување со човекот. Современиот Орвел има компјутер, не му треба телефонска линија, му треба софтвер. За Фин Фишер ќе зборуваме. Значи темата е големиот брат од нашата улица или Орвел од нашата улица. Ако Од е време- нашиот сокак. Од нашиот сокак. Ако е време за реклами, додиме со реклами, ако не, веднаш прашање околу конвергенцијата. Во медиумите се употребува конвергенција кога со дигитализацијата се случи. Тоа значи спојување на повеќе елементи, на повеќе... Нели една редакција создава за повеќе платформи. Ова сега со мобилниот телефон. Во него се конвергирани милион активности, милион функции на апарати кои што порано морале да бидат посебни. До кај ќе оди таа конвергенција? Се на фрижидерот ќе имаме се што имаше на компјутер, на телевизор, на радио, на фотоапарат и не знам што друго. Постои термин за тоа, се вика Internet of Things, интернет на ствари. И тенденцијата технолошка е во се да се стави интернет достап, буквално во се, значи кога не фрижидер, туку во во сијалица Екранот ви на гори. зидовите. Да, за да можеш од мобилен батестоле да си ја запалиш додека одиш на кај дома. Термостатот или вратата влезна или меѓутоа прво постои еден проблем технолошки, тоа се барем во моментов се незаштитени уреди, незаштитени од прислушување од страна на хакери и замислете тие можат да влезат и да ве посматраат или да знаат кога ви се отворила вратата, кога ви се запалила си, без да и ги злоупотребуваат тие работи, веќе ги злоупотребуваат. Или да имаат некои другарчиња што би отишле во вашиот стан, они би отклучиле и... Ќе види дека сијалицата не ви е упалена 5 дена, дека вратата не ви е отворена 5 дена, дека фрижидерот не сте го отвориле 5 дена и ќе знаат дека не сте дома. Мислам, или... значи, буквално во се става достап на интернет. Телефоните се највидлив пример на мобилни, мислам, смартфоните, нели, каде што се баш, како што кажа и Дамјан, посилни од многу компјутери, меѓутоа се е поврзано. Живееме во свет кој што полека се остваруваат оние научно-фантастични филмови. Да, мобилниот е најопасен затоа што во овој момент има не 2 милиарди веројатно мобилни телефони, можеби повеќе. Паметни телефони со процесори, со камери, со чудо врагови. Тоа што го спомнува Ванчо за Internet of Things, тоест компјутери секаде по домата, да, тоа е следниот чекор и тоа исто така... На фрижидерот, на тач. Исто така треба да бидеме свесни за таа опасност и треба да ја
да речем, може би веќе сме посвесни како цивилизација за опасноста на технологиите и треба малце да ја предухитриме, може би. Тоа што со телефоните не успеавме да го предухитриме, па ни со Windows. Добро да Одиме со кажеме реклами, квизот, така? Или квизот, прво? Да, кратко само, Да. за слушателите. Еден од најдобрите Джеймс Бондовци, Джеймс Бондови, Шон Конери е велшенец, точно или неточно, ова е за нашите слушатели. Ова трик Квиз прашање. Продолжи ја реченицата. Мене ми текна, тебе ти текна, на м 3 точки му текна. Тоа е многу комплицирано. Како е правилно најточно? Коле ми текна, Горде ми текна, Зоки ми текна, Сашо ми текна или Миле ми текна? Е, тука има и помош. Авторот на Джеймс Бонд се вика Јан Гилан, Јан Железни или Јан Флеминг. Значи, Ова Јан Гилан бидејќи беше сега во Скопје. Па не откривај сега, не откривај сега. Он ли е на Джонс Бонд? Па не знам сега, еве ќе кажат. Добро, ова е за слушателите и слушателите. гледачите на канал 77, бидејќи може и на YouTube да не гледате. 397-707, 397-727 се наши телефони, може да се јавуваат. Што да напрашуваат се што сакаат од областа на интернетот, на новите технологии, на прислушувањето. Како беше она 1000 прашања што сте сакале да прашате за вашите прислушувачи, не сте не сте смееле. имале шанса. Не сте имале шанса. Значи, слушателите нека размислуваат и на тема дали се плашат од шпиони, која работат на компјутер, кога чепкаат по мобилниот телефон, кога го носат секаде телефонот со себе, дали помислиле така, дали им било нелагодно, И непријатно. ако сакате да дознаете дали вашиот работодавач ве прислушува, прашајте ги овие експерти. И- Може да ви кажат. Малку за забава, според нив, кој е најдобриот Джеймс Бонд? Петрит? Реклами. Хајде реклама. Чујдете, Исток не отпиша, Запад не запишува. Гадни времиња за народното стопанство, а народот треба да се прехрани од сите страни Ѓорѓи Савдисан. Така е. Се снабоѓаме како знаеме, а непријателот подкопуе нашиот натрешен непријател. Имаме служба која се бори да не заштити од него, али добре дојден е секој друг што сака да соработуе со нас на тој план. Додека си работи својата работа. Радиовизија. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Биди дел од Allweb, единствената конференција за дигитален маркетинг во Македонија. Дознај како користењето на интернет алатки може да ти помогне во развивање на бизнисот. 18 ноември, хотел Александар Палас. Деталите за програмата и говорниците погледни ги на allweb.mk. Пријави се сега. allweb.mk. Радиовизија. Секогаш се плашев да не потонам од срам, кога ќе ми кажат за нешто што не го знам. А мислев знам се за тебе, таква ко што беше ти,
заслужува ниту да се спомене, ни оспорува, а уште живееш во мене. Полека, но сигурно, тонев полека, но залудно се борев наеднаш, се видов себе си на дно, а тебе далеку од мене. Тоа срце немаше место за мене, тие гради дишеа само за тебе, барем да дознаев на време. Полека, но сигурно, тонев полека, но залудно се борев наеднаш, се видов себе си на дно, а тебе далеку од мене. Полека, но сигурно, тонев полека, но залудно се борев наеднаш, се видов себе си на дно, од тебе памтам само зло. Но сигурно, тонев полека, но залудно се борев наеднаш, се видов себе си на дно, а тебе далеку од мене. Полека, но сигурно, тонев полека, но залудно се борев наеднаш, се видов себе си на дно, од тебе памтам само зло. Зло. Ноќен експрес. Началниче, ти вртам не јаваш, не заебави. Амо? Амо, шо правиш? Читам. Шо ќе читаш? Само мене ме има повести. Да. Милен, знаеш што ми текна? Мене ми текна друга варијанта. Ние да го смениме таму дупот. Шо правиш, Муса? Се карам со пријателиве. Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку. Каменот? Да. Каменот? Да. Гирски не треба, со вајде треба да исклучили. Тоа сега ќе ги исклучуваме ние механичка. Под налог асфалтира, под налог на АЦО низ цел Охрид, нека запрекажи му зашто ќе му ева мамицата. Ако држава сме контролираме, речем пак ти со заев да работиш. Второ на камен темелник не викне. Абе, нехумано е ова што ни се случува, мислам, имаше еден кој што е свеж одморен. Он ќе се изживljava со мене, сака нека прави. Треба да се знае кој е власт и тоа јас уште порадикално сакав. Не може појче? Не може, тие беа надвор, луѓето што беа тука што собираат, што гледаат комисијата, не беа тука, успеа да ги трнам на страна, ги стави во кола. На распуст мозокот. Вртам по канали и пак си го најдов филмот, ова не може. Ами јас знаеш, исти филмови си гледам, 20 филма цел живот си ги гледам. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Назад во Ноќниот експрес, ние секако им се извинуваме на слушателите за некои непристојни луѓе, непристојни зборови што ги слушнаа, но ова чисто да илустрираме како така. Терминот на емисијата ни е подоцна плюс, како се вика? Плюс 14 или плюс... така, да, веќе тие над 14 разбираат. Уште малку плюс 18 ќе биде. Добро вечер, имаме слушател. Слушател на линијата на канал 77 032-397-707 за сите оние што сакаат да се јават и да
дознаат нешто повеќе за прислушувањето, не само на телефон, туку и на компјутер. Со кого сме на линија? Ало, добро вечер. Повелете. Не слуша слушателот или режија? Има проблеми и минатиот пат така. Ке почекаме малку. Ќе почекаме малце и бидете упорни, мислам дека се ќе се среди. Ало, ве слушаме. Ало, само намалете го радиото, знаете тоа техника овој. Ве слушам, повелете. Столет, добро вечер. Добро вечер и на Петрит. Добро вечер. Добро вечер и на ценетите гости. Борче Цеков е на телефон. Борче, повели. Петрич, ти пјани, што да многу правиме? интересна тема и од она што го слушам од гостите, макар да имат некои сознанија, меѓутоа сегашната техника, па пред 20-30 години тие стручњаци тамо кои се биле од ЦИА, од КГБ, од Штазе, од МОСАД и не знам кои други, може сега вода да и носат, па и на овие дечки тука, поготово што бомбите кои сега пред малку ги слушнавме, се снимени, фактички нема тајна. Со опроштение и увече да влезеш и увече ќе те знаат што мислиш и како мислиш. Меѓутоа, една работа не може да се објаснам. Ако веќе имало наредбодател да се снима се, а после тоа да сите снимки отидат кај опозицијата и сето тоа да се обелодене, мислам некако Многу аматерски. Меѓутоа е можно. Сакам дечките, бидејќи се очигледно верзирани за и работи, ако може малку да ми пообјаснат и на мене и на пошироката публика. Веројатно има луѓе кои слушат и кои ги интересираат овие работи. Повелете. Ало? Да, ве слушам. Да. Значи, дилемата е како излегле тие податоци надвор од прислушкувачот? Да, па видите сега, нели во службата си постојат лица кои се задолжени за таа работа и мене тоа не ми изненадува. Кој бил, Како е сакате да можно- прашате вака, кој бил господинот Ериксон кој дошол и го извадил материјалот со USB-то? Нели се чекаше некој Ериксон да дојде за да се види? Но тоа ние не го знаеме. Ја не би шпекулирал. Лично не ги знам, не знам какви се процедурите во МРН и како изгледа таа институција што го прави тоа. Да, меѓутоа, еве се, ајде да речеме... Друг е проблемот. И за тоа се жалевме јас да и речеме, како може на Wikileaks да излезат сите тајни кои се државна тајна во Америка, да речеме. На сличен начин на кој излегле и од кај нас. Значи, некој земел ги ископирал. Дигиталните информации се специјален вид на информации, значи не треба да се препишуваат, да се фотокопираат, едноставно брзо се копираат на USB стик, на преносен диск. Јас не знам што се случило ни кај нас, ни со Сноуден или во Америка или каде. Меѓутоа технолошки тоа не е кој знае колку комплицирано. Кој конкретно не би знаел да кажам ниту. Јас сум технички. Имаме снимки полесна. Имаме стручњаци за тоа. Ајде да прашам и уште нешто. Бидејќи слушам, ама не сум верзиран за таа работа, да речеме, телефонот и да е ислушен, велат дека е одличен шпион за приватни разговори, не да е вклучен, да речеме, линијата да е вклучена, него да стои така, покрај тебе телефонот. Многу можно, дури и ако е исклучен на прекинувач. Дури ако е исклучен на прекинувач, може да служи како антена да... Не како антена. Може да има специјални... Пред 2 дена излезе скандал дека една кинеска фирма ставила специјален софтвер со кој ги прислушувала сите корисници на своите телефони. Милиони корисници
се прислушувани со нивните лични податоци. Значи, дури телефонот да изгледа исклучен, ако е батеријата внатра, може тој од далечина да се вклучи микрофонот, камерата и да се излечат сите податоци, иако навидум е исклучен. Така што ништо не е сигурно. Дамјан, одговор, коментар на ова имаш? Цеков, благодарам. Поздрав. Тоа што, да, сакав да го кажам, значи, проблемот е кај нас што, например, во негде 2010, ако не се лажам, се донесе нов еден закон за значи, следење на телекомуникацијот секогаш подлежало на закони. Кај нас долго време уставот го забрануваше тоа, па практично секој следење беше незаконско. Во еден момент се донесува закон за се менува уставот уствари и понатаму се донесува закон кој што го уредува начинот на кој што се следат комуникациите, да. Сушност со тој закон се проширија надлежностите за следење не само на одредени кривични дела, туку се проширија и кривичните дела за кои може тоа да се точно, меѓутоа гледате што се смени се една многу интересна суптилна промена. Претходно, за да вие правите следење на телекомуникации, моравте со налог да отидете, значи полицијата одбара од судот да му подпише налог за следење на комуникации на одреден човек или одредена комуникација дефинирана според 2-3 параметра. И тоа да го однесе кај телеком операторот кој што ќе му возможи пристап до комуникациите, не знам, меѓу мене и Ванчо на пример. Добре. И сега со тој закон се смени дека му се возможи на УБК или било која институција што врши следењето, директно да се вклучи во системот на телекомуникации, без да знае операторот кој ги следи телекомуникациите, без никој операторот во ниеден момент да добие налог дека некои податоци се следени. Што е всушност во спротивност и со духот на законот и со Европската конвенција и така. Тоа е во спротивност, да, со дури не само со духот, тамо е во спротивност во други едни обврски на целата процедура на вршење на специјални истражни мерки. Кај што тој налог мора да се даде на секој што учествува во тој процес. И сега што е проблемот? Уствари, единствената точка на контрола се префрли од целова што мораш, значи процес да има. Ако ти не отидеш кај операторот со налог, нема ти дозвола, затоа што они се тогаш кривично одговорни. Со воспоставување, со барањето на новиот закон го донесе да се инсталира таа нова технологија, кај што ствари на УБК веќе не му беше потребен налог. Затоа што веќе софтверски они таму ќе си кликнат, сега сакам да го следам. Не му треба налог, затоа што он таму што си работи во неговата лабораторија никој не го знае. Ке му текне на некој, тај да видам жена ми денеска или жена некоја да видам. Практично целиот тој систем на како се вика на checks and balances, кај што морате вие се измести, не постои. Да, се измести кај што технологијата ни возможува не значи него таму. Дали тоа само софтверско решение, има некој хардвер, нели до таа машина треба да води некој жица, кабел, така. Да, телеком операторите мора да обезбедат тоа како хардвер, да речеме, како вие го имате лаптопот е ваш, меѓутоа јас ти кажувам ти на лаптопот мораш да имаш. Уштекај го ова кабелче. Така и не смее да се мрдне. Мене ме заинтригира тоа што кажа, треба сега да бидеме, сега сме поподготвени за да ги пресретнеме новите опасности што ги носи технологијата. Видите, малку тоа е филозофско прашање, ама историски е покажано дека нема некој баланс, тешко може да се најде. Например, порано динамитот го измислил од благородни за да им помага од благородни цели, побуди и намери, нели Нобел. После тоа се разрушил. Кој видел тоа што со најдобри намери, најискрени за да му помогне на човештвото, го измислил, го употребува за сосема поинакви намери. Сега имаме технологијата, секоја технологија, технологијата треба да биде благодет за човештвото. Како се појавуваат нови работи, толку полошо излегува за одредени сегменти на човековиот живот. Каде е тука таа хумана димензија на технологијата, како да воспоставиме баланс? Се зборуваме за избалансирано информирање. Избалансиран технолошки развој има ли? Секоја нова технологија тешко се вклопува во човековиот живот и треба помине подолг временски период за да можеме да ги увидиме сите проблеми. Сега е многу побрза технологијата од тоа склопување. Многу е побрза, многу побрзо од и се.
и ќе си живееме со овие проблеми. И искрено Можеш речено или дека Ордановски не и гледам Дамјан да замислат пред 20 години дека има телефони на тач, дека јас не може да. Па добро, ние со технологија се бавиме и ги гледавме тие работи. Ја ќе ви кажам еден податок. Пред едно, еве за Македонија конкретно, пред 3-4 години, бидејќи правевме еден проект во фирмата наша, со мобилни смартфони, пенетрација, тоест учество на смартфони во вкупниот број на мобилни телефони во Македонија беше 27%. Сега е над 90%. И веројатно наскоро уште мајка ми и татко ми по 80 кусур години ги користат обични оние со големи копчиња и големи бројки. Да, што зборат доека стискаш. Меѓутоа сето друго ќе стане смартфон и значи ние за 4 години во Македонија, кој што сме прилично, да речем, поназад малку, доживеавме револуција во тој покој. Со вселенска брзина, да. Тоа доаѓа со вселенска, јас сум сведок, бидејќи како професионалец во IT сектор, морам да ги следам тие случувања и нормално да прилагодуваме и нашата технологија кон нив. И денеска 6 месеци е еднакво веројатно на 5, 6, 10 години порано што било во технологија, например, на машинство или на не знам што. 6 месеци кој касни веќе закаснел. Се менуваат, се удвојуваат, се утројуваат моќта на сите тие компјутери буквално дневно и нема крај. Добро, господин, он го измислил тоа за да им помогне на човештвото. Интернетот има обратно, он е измислен од војската, така. Добро, не е баш сега така. За да му после тоа го користи човештвото. Добро, зборувам, тоа се митови веќе. Интернет, да, таа технологија е спонзорирана во почеток да се користи од така наречената DARPA, тоест истражувачка агенција од америчка војска. Мислам, тоа е онака малце да не речам просто земено, бидејќи првата експанзија на интернетот беше најпрво универзитетите, кои што за својата соработка најдоа одличен медиум преку кој што може да праќаат податоци, истражувања и така натаму. Понатаму на почеток на 90-ти постоеше една голема група на, како се нарекуваат тие, хобиистс, кои што си најдоа исто така они пионерите на интернет, за да после тоа почне големи бизниси се прават. Веќе почнуваат онакви продавници и така натаму и така натаму. Меѓутоа, интересно е, тоа се вика The Crypto Wars, или од негде во 90-тите, кога ствари во моментот кога почнуваат да се создаваат овие продавници на интернет, значи некаков бизнис се прави, и они викаат, чекайте малце, овој интернет не е заштитена технологија сам по себе, а ние да си ги заштитиме нашите бизниси. И тогаш мислуваат дека, ајки искористиме енкрипција. И тоа е онако шифрирање. Тоа е кога користите, не знам, интернет и кога ви пишува горе HTTPS, има едно знакче во самиот браузер, тоа значи дека вашата комуникација од вас до Google е заштитена. Никој измеѓу не може да ја следи. Дали никој помеѓу не може да сега? Да речеме за сите практични меѓу тебе и мене знаења, не може. Тоа е, се работи за математички формули кои што Али Google затоа следи све, не се секира. Ќе позборам малци за тоа, да, например, како понатаму оди проблемот. И во тој момент почнуваат, значи, фирмите од една страна тие што нудат како услуга, другите се овие што ги прават програмите за пристап до интернет, ги воведуваат тие нови технологии за енкрипција. Значи имаме полицајци и криминалци, после едни со други. Да, и америчката влада тука во еден момент викаат, па чекайте малце, ова нас не ни одговара. Сега вика, ние не можеме веќе да ви ги следиме комуникациите како што ви ги следевме претходно. И се појавува идејата и посебно према странските комуникации, и они имаат онаква еден закон донесено кај што ниедна таква технологија за сигурно енкрипција не смее да се извезува надвор од Америка, и плюс они имаат некоја идеја во секој компјутер да постои посебен чип што ќе ја прави таа енкрипција, меѓутоа во тој чип да има секогаш тоа што го кажавме преска бекдор, тоест некој капичик од кај што државата ќе може да влезе. И тоа беше долго неколку години, значи постоја паралелно и да речем хакерите, овие што се занимаваат со интернет слобода од практичен аспект. Наоѓаат секакви дупки во законите како да ги, да речем, прошверцаат тие
алгоритми надвор од Америка. Тоа е многу интересна анекдота. Истовремено и овие што се организации кои што правно се занимаваат со слободата на граѓаните, меѓу другите како се викава ACLU, и тогаш е формирана Electronic Frontier Foundation, кои што лобираат практично да се симнат тие закони во легалниот систем. Мислам дека Клинтон кога доаѓа во неговиот мандат се симнати тие закони. Практично тогаш имаме таа технологија на некој начин легално достапна. Збунети се малку и законодавците. Законите се малку по-конзервативна работа, треба процес, процедура. Така, да. Дигиталната папка уште е адакта, особено за медиуми. Тоа го знам, например, или во Брисел. За Америка не сум толку информиран, значи доцнат, уште се збунети, не знаат како да постапат, затоа што интернетот претпоставува слобода. Како да го регулира? Доцнат законите, но сакам да се навратам на прислушувањето во Македонија. Мислам да не бидеме наивни, сите прислушуваат. Мислам, ниту е Македонија исклучок во прислушувањето и во уштекувањето на кабли директно во компјутерите, ниту па е исклучок во тие процедури за маткање. Ако ги фатат, он одговараат. Не, видете да ви кажам, имате, например, петте очи, познати разузнавачки во светот се, нели, Америка, Британија, Канада, Австралија и не знам која беше петата, не е ни битно. Они постојано ги нагледуваат сите, НСА ги нагледуваат сите светски комуникации. Сите граѓани на Америка, вклучително и нас, кои не сме граѓани на Америка, така што тоа е државна агенција, апсолутно санкционирана, не е ништо диво. Ама на зборови, на клучни зборови, нема крај тоа. И нема што. Сите велат дека Третата светска војна ќе биде, сите мислат дека след Третата светска војна ќе биде нешто атомска. Нема врска. Веќе е почнато, таа е сајбер војна. Сите големи светски сили имаат сајбер команд. Веќе видовме почна Третата светска војна. Хакирањето на Клинтон, имейлите, па сега американците ги хакираа во Кремлин. Кина тука денеска има и вчера се одржува најголемиот собир во Кина за интернет технологија, каде што кинескиот претседател сака да направи свој интернет. Така, тоа е веќе почнато. И следната војна ќе биде онлайн. И бидејќи се префрли онлайн. Реклами. Ноќен експрес. Šta sam rekao? Alo? Izvidite, govorite glasnije, ništa vas ne razumem. Izvidite, jeste vi malo čas zvali? Pa hoće centrala da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. A šta nije vam jasno? Nije vam? Bit će vam jasno, bit će vam. Jebat ću ti majku majčinu! Maš, dikilo jedan, maš! Радиовизија. Слушајте и гледајте радио. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Новиот Peugeot 2008 создаден да совлада се. Богато опремен со PureTech мотор, Peugeot iCockpit, автоматски клима уред, паркинг сензори, 16-инчни алуминиумски фелни и многу повеќе за 175 евра месечно. Откривајте нови хоризонти со новиот Peugeot 2008. За повеќе информации да очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk.
Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес. Интересно прашање. Дали на вашите компјутери, на камерите горе, на лаптопите, ставате фластер? Еден пријател, вели, јас секојаш така. Како, викам, тоа е параноја. Абе, туристи ти тамо, вика, па... Па извади го кој ќе ти треба. Да. Пред неколку месеци истото го праша на една дебата на Бина директорот на FBI, кој призна дека исто така става фластер. Ще направи беја на Клинтон. Тој истиот. Да. Тој вика секогаш ставам фластер. Како? Па секако дека ставам. Што јас морам да кажам. Ја лично немам фластер, бидејќи користам исклучиво словен софтвер и имам некоја претходна параноја направено што имам и како го одржувам сигурност на компјутерот. Фластерот го носи се селотейпот како показна. Не е мој овде беше. А тука беше. Ова некој Ој намерно ми прави сценографија. Влегува мислите ни влегува, значи. Имаме анкета на тема. Добро, имаше една интересна мисла од Славе Жижек на оваа тема. Го прашале, нели ви пречи тоа што можеби некој ви ги чита имејловите, ви чита што правите. И Жижек на тоа рекол, па нека читаат, можеби ќе научат нешто. Да, интересно. Тоа е малце наивен одговор на тоа прашање или? Аха, а зошто наивен? Широк човек, не се плаши од ништо, многу му е гајле. Вели, ја тоа што го пишувам на мејл, го кажувам на екран, уште може, го кажувам кај пријателите. Добро да го направи, тој е врвен интелект и може само да му го мултиплицира. Може да има лични информации, може да има информации кои што може да, сега конкретно Славој Жижек, нели, но јас не сум некоја битна фирма во свет. Замислите на некоја голема компанија, директорот која што треба да склучи 100 милионски договор со некоја друга компанија, да се дознае дека директорот е болен или главниот инженер. Паѓаат акции, значи да, тоа се. Па веќе го спомнавте ова со односот. Дали повеќе се користи овие мастрафи, дали се користат за индустријска шпионажа или за безбедноста? Ние мислевме индустријска, ама испадна и политичка. На избориве, тоа се виде во Америка, апсолутно дека тоа што се случи на Клинтон кампањата, не влегувам кој е во право, кој е во криво, мислам не е тоа ни битно сега, меѓутоа се случи хакирање класично и веројатно помогнато од Русија, затоа што така и кажа американците. Дури им се не се знае, меѓутоа како и да е диригирано внатрешното е, не играа републиканци и демократи, односно естаблишментот против естаблишментот. Секе направиме како беше тоа, ама пак ние да си останеме, демек. Да, добро, не влегувам во политиката, али техниката е сигурно. Тоа ќе биде тема веројатно на наредната емисија. Имаме анкета на тема дали се чувствувате нелагодно, некојаш помислувате дека некои сите ваши активности на компјутерот ви ги следи, сите ваши активности на мобилен, значи не само разговорите, кога праќате мејлови, отварате страни и така натаму. Има ли заштита за тоа, дали сте се обидели некојаш да се заштитите и каква за разврска, односно ќе има ли разврска и каква разврска ќе биде таа, дали на суд сето тоа ќе заврши како што треба, дали со одговорност. Аферата со прислушкувањето во Македонија. Во првиот дел од оваа анкета Иван Атасев, новинар, и Горан Митевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, УБК. Свесен сум дека сите комуникации може да се следат, да се прислушкуваат телефоните, да се следат компјутерите и сите останати телекомуникацијски средства. Треба да разговарам отворено или не, бидејќи свесен сум дека во мојата комуникација не го кршам законот со никакви мои разговори, планови, идеи за било што и од тие причини не се оптеретувам за дали сум следен во комуникациите или не. Бројот кој го користам, телефонски го користам со години, никогаш не користам втор телефон, односно така да целата комуникација што овалуваме преку еден телефонски број, целосно разбирливо за било кој доколку ги следи комуникациите, да нема потреба да дешифрира или да се оптеретува со дека некои знаци или пораки се има нешто скриено во нив. 90-та година од самостојувањето работев во Министерството за внатрешни работи и дека секогаш од самостојувањето до денеска се злоупотребувале опремите за прислушување и во Министерството за внатрешни работи и во другите министерства, како што е Министерството за одбрана, Агенцијата за разузнавање. И од тие причини не очекувам дека нема тоа да престане,
Мислам дека би требало да има судска разрешница, би посетил дека и после изборите на 15 септември 2002 имаше обид за судска разрешница, меѓутоа тогаш од починатиот председател Борис Трајковски беа аболицирани господината Достадиновска и господинот Александр Цветков, началникот на управата за оперативна техника во УВК, и заради тие причини не дојде до судска разрешница. Верувам дека овој пат нема да има таква завршница, туку ќе има реална судска одлука, односно дека ќе се утврдат кои се виновниците за прислушувањето и ќе ги добијат заслужените казни. Ноќен експрес. Речице секогаш се чувствувам несигурно, без исклучок. Особено последниве месеци. И на мобилен, и на социјалните мрежи. Мислам дека не постои заштита. Имам пријатели, другари, компјутерџи и хакери кои што ми имаат објаснато еве конкретно со самото тоа кога влегуваш еве конкретно на Facebook, тебе ти се нарушува целокупната интима, значи постираш твои видеоклипови, фотографии, твои статуси, твои согледби на светот, така. Значи Facebook кој да било највен медиум, прво е најмокниот и најбрзиот медиум на светот во моментов, а второ е многу сериозна алатка и прави детален психолошки пресек на еден карактерен поглед. Така што овие компјутериџи другари ми објаснија дека не постои history delete, да речеме, значи тоа дека постои сега современа апликација во која што си го вметнуваш сопствениот пас од Facebook и од твојата мејл адреса и можеш цела онаа конверзација која си сакал претходно да ја избришеш, да ти се појави. Мислам дека тоа ќе биде долг и макотрпен процес, потребна е трпеливост, веројатно, и голема професионалност и верба, да, би сакала да има разврска, се разбира, као секој читан граѓанин. Ноќен експрес. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Не обрнувам внимание. Секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Дамјан Гески, Ванчо Ордановски. Не постои историја делит. Ја слушнавме Ивана Тасев, го слушнавме Митески, вели, не постои заштита, и тоа јас сум свесен, телефонот него менувам, ниту пак се трудам. Че веќе оттрпнати струваме, како да сме навикнати, се едном ги дали некој не. Се откажавме ли доброволно од нашите права? Тоа е грозно некој да ти влегува во интимата, некој да ти... Мислам, да. И тоа, да се доврзам на твојот коментар од Жижек, че тоа е таа мала наивност, као, па што имам јас да кријам. Меѓутоа, најчесто кога сме збореле по разни форуми за сигурност и како да се, не знам, кога ние викаме, окей, да, знаеме дека е тешко да се заштитиш, али, например, не го користи Facebook и луѓето се као, па сега да не го користам Facebook, што има мене да ме прислушкува. Ако ги прашаш, ај дај ми го пасвордот од Facebook, сите се,
не сакаат да го дадат. А веќе си го дал на десетина програми, игри и така натаму. И сега знаеш што е проблемот тука? Дури ти лично да не комуницираш податоци кои што тебе те загрижуваат, ти имплицитно на некој начин емитираш податоци за тие што се луѓето околу тебе. Еве, го спомна Жижек, сега Жижек му е гајле ако неговите мејлови така он, например, се им праќа мејлови ваму на Вестник Нова, што лобиот, меѓутоа меѓу другото син му, не знам што дете има керка можда, ќе му напише, например, некој личен мејл. Дали он сака тој мејл да биде достапен на јавност? Кај што може ли детето негово не му е гајле. Му го праќа пасворд за не знам за неговиот фит. Тој како со пушењето е. Не повеќе страдаат тие кои што не пушат отколку тие што за пушачите. Така него, точно, значи таа имплицитно емитирање на информација исто така опасно. Да ги кажем само уште еден пример за таа опасност на агрегирање на многу податоци. Пред неколку години тим не се сеќам на кој амерички универзитет беше, направи анализа само на тие податоци што јавно може да ги гледате на Facebook. Значи ја прават мрежата на кој со кого се познава, како се знае, од оние податоци што вие јавно, како и сега ја да земам да кликам по Facebook, ќе можам да ги дознам тие податоци. Значи ја не го имам знаењето на Facebook што го има, што гледа све онаков паноптикум. Да. И они успеа преку таа мрежа успеа да дознаат кои луѓе се геј, без они да се јавно аутирани. Значи они ја направија мрежата, значи тоа е со статистика и веројатност нека, меѓутоа јас може сега да она mutual friends, гледаш кои се заеднички пријатели, спојуваш логично така да. Пазите сега која е таа информација. Ја и ти сме може окей да се знае за нас дека сме геј. Меѓутоа некој наш френд што е на Facebook од X причини, така не сакал да се открие, објективни, бидејќи било кои причини може да бидат. Тие не сака да се знае тоа. Меѓутоа ние емитираме таа информација за него, кој што практично е жртва на такво собирање, на масивно собирање на лични податоци. Несвесно и младите, децата стануваат жртви. Спомнавте Ордановски дека ова станува прилично е доминантна тема во Западот. На Западот е доминантна тема. Во Македонија постои организација невладина, каде што сум јас председател на управниот одбор, се вика Национален форум за интернет надзор, и тоа не се мисли на надзор од овој тип. Од овој тип што ги слушавме овие анкетираните. Туку организацијата се бави со заштита на децата од сексуална злоупотреба и сексуални предатори на интернет. Што прават предаторите? Го следат однесувањето? Точно тоа што Дамјан го кажа. Они со своји методи го постојано ги следат социјалните мрежи, ги идентификуваат децата кои што имаат објавени или може да се погодат личните податоци, зашто личен податок може да се погоди ако сликаш пред куќа, па може да препознае и така натаму. Значи има различни во која школа учи и така натаму. Родителите обично се најголемите виновници за ова, бидејќи ги постираат тие податоци и така, но и децата не ги контролираат. И децата стануваат жртви. Развиените земји во Европа и специјални полициски тимови во кои се бават со ова и каде што можеш да пријавиш значи panic button, значи панично копче за да може веднаш да се реагира, бидејќи тоа се деца кои ќе се направи тој криминал кон дете. Едно е да украдеш нешто, не знам, друго е да го направиш тоа нешто страшно и детето неповратно е веќе нели оштетено психички и така натаму. Тоа се страшни работи. Ние правиме се во рамките на можностите и на средствата кои ги имаме да ги едуцираме родителите прво, потоа наставниците, бидејќи и таму се случуваат децата се таму, треба да ги едуцираат они своите деца, децата кои ги учат и би сакале да стапиме во контакти со властите за да може да биде. Тоа сакав да ве прашам, има слух државата за оваа тема во собрание, за соработка? Значи постои собраниска комисија за заштита на децата, во која што во чијста ингеренција влегуваат и овие заштита на децата од сексуални предатори, било какви, па и оние на интернет, значи, нели, бидејќи интернетот се користи само како алат за вистинската злоупотреба, но нема некоја голем интерес, нема ни голема, например, за да добиеме како држава средства од Европска унија, а големи средства стојат на располагање за таа намена, за заштита на децата,
Треба да се подпише некој билатерален договор. Ние неколку пати ургиравме по разни влади, сега не е ни битно кој се бил на власт. Ние оддавна постоиме. Меѓутоа никој не се не потруди да го подпише. Значи не име приоритет. Не, сега имаме можда други извори на можни извори на пак се работи за пари, мислам нашите активности не можеме да сами од себе да ги правиме, за жал. Парите тука и не се битни. Ние би сакале да ги мобилизираме малку и интернет провайдерите, мобилните провайдери кои што се исто интернет провайдери, така натаму каде што они се на пример, сите се фалиме, имаме компјутери во училиштата, не знам, децата учат овако, ниедна од тие врски не е филтрирана, на пример говорна омраза, оружје, децата можат буквално да најдат рецепт за атомска бомба во било кој училиште или да бидат злоупотребени од предатор. Никој не се грижи за тоа, никаква политика нема тука. Се трудиме да ги мобилизираме, значи овие кои што се провайдери, за да ни дадат технички средства и така натаму, бидејќи од кај нив потекнува интернетот, они можат и да го филтрираат. Ова се вика позитивна цензура, да се разбереме. Позитивна дискриминација. Позитивна цензура, нас не обвинува. Вие кој си ти да ми цензураш интернет? Не е точно. Ние на возрастните, на децата да им го цензураш. Може ли родителите лично нешто тука да направат или родителите можат? Има ли некои ограничени софтвери кои што нели интернет за деца, нели на телефоните паметни имате. Сите големи антивирусни компании имаат производи за деца. Сите поголеми, сега ја не знам да ги наберам, знам дека Касперски има, другиве имаат. На телевизија веќе има 12 плюс 16, тоа функционира. Не тоа, значи се инсталира софтверот на компјутерот на детето и тој софтвер ги филтрира сајтовите од некоја светска база на опасни сајтови и да уопште не може да ги види. Значи не може да пристапи. И тоа е веќе еден добар чекор. Значи родителите второ треба и самите да се малку да гледаат што праќаат, што испраќаат на Facebook, што испраќаат на интернет, по месенџери разни и така натаму, бидејќи тоа завршува во несакани раци. Се нека повеќе треба едукација, ова може до одредена возраст која што е многу. Сега они со 10 години стануваат хакери веќе. Тоа сепак во тие првични која ама после свеста треба да им се надградува. Значи не е само да им забрануваме, но да ги едуцираме. Симо Груевски, поранешен член на директорскиот борд на Македонски Телеком. Тој зборува на овие теми, вели дека кој работел во Телеком, он самиот прислушувал. Дека многу е лесно тоа. Ајде да го слушнеме. Ноќен експрес. Не сум прибележал дека некој ме прислушкува, али тоа е многу тешко па да се примети. Завршило преслушкување уназад прилично време. Нема заштита тоа, нема заштита, едноставно како може да се штитам ако он решил да ми се приклучи паралелно на мојот вод, да речеме. Јас сум имал можности, јас 30 години работев во Телеком и имав можности да преслушкувам. Едноставно ќе се приклучам на некој претплатник и како може претплатникот се заштити никако. И знам тие случаеви, тоа ќе остане, тоа прислушкување ќе остане како можност за специјални случаеви за потребите на заштита на државата од сешто. И ова мора да се рачисти, ова големо прислушкување на голем обем. Мора да го рачистат овие од специјалното. И кој го вршил? Тоа е јасно, тоа е веќе чисто и не треба многу да се мудрува, само на нив му треба материјални докази. Специјалното да си побараат од операторите, не од УБК. Процедурите му треба на специјалното обвинителство. Дали се запазени? А јас тврдам дека не се запазени процедурите. Обвинителството да ги повики операторите. Операторите да бидат таму, тие да пропеат. Зашто дозволиле тоа? Бенефици ги добивале или тоа е присилно извршено? А јас знам како е вршено тоа све, затоа што УБК ја контролираше Мијалков, а Телеком го контролира неговиот Луковски. Тие се родни, не? Значи, цел систем е нивни, цела држава е нивна. Ноќен експрес. Од Груевски тврди дека Катица треба да се обрати, да се ангажира малку повеќе со телеком операторите, а дури кривични пријави да им пушта. Меѓутоа, од
не така одамна, веќе они немаат никаква функција според новите законски Тоа не решенија. сум сигурен, например, јас сега не ги следам точно на СЈО сите тужби што ги имаат и не си ни јавни веројатно сите истраги што ги прават. Меѓутоа има еден кај нас има една интересна дупка во законот, на прескоч што го спомнав, тој закон за практично непречено прислушкување од страна на УБК. Тој закон во еден момент се укинува, тоест таа една одредба, за да после тоа се, значи тој мислам дека е донесен закон, сега грубо не се сеќам точно датумите, а мислам дека 2010 е донесен, 2012 се укинува таа одредба од страна на Уставен суд, за 2014 се направи сосема нов закон кој што повторно ја вклучува таа одредба. Малку модифицирано. Така нешто, па дури не е ни малку модифицирано, мислам. Во секој случај тука има едни 2 години која што овакво преслушкување што кој излезе на виделина кај нас, било скроз се гледа дека е накво масовно преслушкување, значи не било еден по еден. Очигледно е направено со таа технологија што ствари не смела да функционира во телекомите измеѓу тие два периода кога тој член од законот бил поништен. И сега сепак прислушувањето продолжило. Прислушувањето продолжило, пошто очигледно ги имаме тие снимки. И сега мислам дека од тој аспект треба да се бара одговорност од сите телекоми. Зашто не постапиле по значи они практично учествувале во нелегално прислушкување. Свесно учествувале бидејќи не го почитувале публикувањето на тој член од законот. Ја мислам дека за да кај нас се врати правната функционирањето на правото мора да бидат казнети телекомите, да знаат и тоа да знаат дека следниот пат ако им се случи такво нешто дека они ќе го одговараат, а не само тој што им наредува. Добро, одговорност казни Ордановски, има ли некое друго чаре кое што би го предложиле? Да. Една од работите кои што секако се важни е едуцирање на органите за прогон за истражните суди, полицијата и така натаму. Веќе има сајбер криминал оделение во МВР, меѓутоа јас пред неколку години држав предавања во соработка со Американското министерство за правда за истражни суди и за обвинители, за компјутерска форензика и технолошки капацитети на IT, на информатичката технологија, за да се едуцираат точно оние кои што први се студираат со ваквите теми во судската власт, во законодавната и во законската регулатива, они не знаат доволно за технологијата. Ние ја знаеме експертите. И нема ни компјутери. Тие нема, има ти тоа што го има се правници, супругата моја правник, знам колку правниците, се честни исклучници. Али обично тоа се не технички луѓе, сега не е битно, не им е основна дејност компјутери или информатичка технологија, малку знаја и знам дека сите мои предавања завршуваа после со уште 2 сата разговори, беа многу заинтересирани, за жал не знам зашто престана тоа, ама Фин Фишер ќе го заборавевме, пред неколку години велат текст тука читам во Либија и Египет режимите или после пагањето им влегле во просториите на тајната полиција и биле најдени договори вредни $500,000 за лиценци за софтвер за шпионирање, значи и за Фин Фишер. Фин Фишер 30 на земји го имале купено. Тоа представува група, Фин Фишер го имаме и ние, нали? Веројатно и во Македонија го има. Предмет на СЈО. Фин Фишер представува група на софтвери кои што се користат за нагледување на мобилни телефони, електронска пошта, интернет, прелистуваш, па се до целосно преземање и контрола на вашиот компјутер. Она што е познато е тоа што е објавено од истражувачката група Citizen Lab од Универзитетот во Торонто во извештај насловен комерцијализација на дигиталното шпионирање само за нивните очи, а тоа е дека од март годинава и во Македонија постои Command and Control Fin Fisher сервер. Ова го пишува, го читам од блогот на Арангел Ангов, кој што е 2-3 години во кој што не е колега. Кој што не е колега, во странство. Да, значи Fin Fisher е апликација која што така наречена rootkit. Значи, ако јас ви го земам сега вашиот компјутер, можам тајно да го инсталирам и он стои таму негде позадина, чучи кој што вие не можете да го приметите. Меѓутоа на моја команда или по некој воајер, така. Да, по негови некои правила, он може да утврди моменти кога ќе го уклучи камерата да ве снима, да речем. Ќе следи точно што куцате на
на тастатурата. Значи преска спомнав дека од 90-ти години онаа енкрипција измеѓу бизнисите и компјутерите, значи тие алгоритми беа направени, сега што направија, вие сакаат да прислушкуваат, они рекоа, аха, чеки, првин ќе одиме таму кај што стигаат податоците, значи во Facebook идеме да шпионираме, и тоа се откри со Сноуден, кога ги објави податоците, дека во дата центрите на Google, Facebook, Yahoo и така натаму, они имаат прислушкување. Од другата страна е прислушкување на другиот енд, како се каже, краен уред, а тоа е телефонот или компјутерот. Фин Фишер, тоа што беше откриено за Македонија, не е од овој март, тоа е од, мисля, чини дека првата е негде 2013, ако не се лажам, првото детектирање на или 2014, детектирање на, уствари да, тоа текстот е постар. Постар е текстот, да. Детектирање на така наречен команден центар. Фин Фишер најчесто се користи за така наречено таргетирано прислушкување. Сега стана актуелно поради SEO, инаку... Да, тоа значи дека јас сакам да го прислушкувам Петрит, му го зијам лапот, му инсталирам Фин Фишер, сега ја имам една друга апликација кај мене, тоа е така наречен команд или контрол центар. Ја таму викам, аха, во мојата база сакам да го прислушкувам Петрит, Ванчо, Стево, и у еден момент викам, аха, тие информации ме интересираат за него. Фин Фишерот е апликација што има секакви привилегии да прави било што на вашиот компјутер додека е уклучен. И кога ќе воспоставам со него комуникација, му викам овој ме интересира од неговиот компјутер, он ми вика, аха, ќе ги соберам денеска, утре, во текно, кога можам ќе ги пратам. Се интересно е дека според Фин Фишер се продава легално од британска фирма, која што има и нека филијала во Германија. Значи се произведува во Германија. Обратно е, британска фирмата, филијалата е германска, али не е ни битно. Добро, не е ни битно тоа, да. Они официјално тврдат дека тој софтвер единствено го продаваат на влади и други државни институции. И сега прашањето е дали некоја наша институција го купила тој софтвер, до сега не одговори на тоа прашање. И второто прашање е дали они го продале на некој што не е влада. Тоа е надвор од нашата, надвор од нашата легислатива. Во старт проблемот е парите, дополнителен анекс. Меѓутоа пазите се, значи две работи знаеме за Фин Фишер. Тоа е дека нашата влада не одговара или институциите дали они го имаат набавено, а би морале да одговорат и зашто. И од друга страна они не викаат, аха, ако некој друг го има набавено, што правиме ние со врска со тоа? Па треба да направат да го најдат тој бидејќи тоа е. Меѓутоа едно е битно да се каже, Фин Фишер е условно речено санкциониран софтвер. Значи софтвер кој го набавува влада и кој што може да го користи легитимно за прислушување за разни потреби, кривични, терористи, што ја знам. Значи не е проблемот во самиот Фин Фишер. Па нас не е проблемот во тоа да прислушуваат криминалци во функција на заштита на безбедност, проблемот е што слушаат се живот. Конкретно Фин Фишер е многу еден куриозитет во светот. Веројатно не ги знаеме сите други такви софтвери. Значи они нешто што се само еден вид вируси или руткитови што ги кажа Дамјан. Меѓутоа они се во дослуг со сите антивирусни компании за да не биде детектиран. Ние скоро денеска сите имаме антивирус на своите компјутери, меѓутоа тој Фин Фишер нема да биде детектиран. Затоа што се во дослуг со сите нив за да не биде детектиран, за да може да се врши Блиц прашање за крај пред да ги видите карикатурите ваши. Да бидеме параноични или не? Са што да правиме? Да бидат. Здрава параноја е корисна. Болна параноја. Двете карикатури зголемени. Еве ја првата. Па не си така, као рап. Фризурата многу... Добро, други ми имаат така. Може да ги добиеме? Може ги добиеме. Болната параноја може да парализира. Како што велеше еден познат панкер. Не, на времето дали си такви репови не се врзува. Добро, имаме нели, ако си параноичен, не знам. Ако не си параноичен. На што вас свира Комодоре? Мене на Комодорс група имаш, како се. Да, за многу првиот компјутер. Личен. Да, нормално сум Комодоре. Агент на што те асоцира? Како? Агент.
вака сега прво ми текна, пошто ме врати во минатото, агент имаше едно програмче за комуникација. А не за шпиони, но не те... Да, не, сега сум више во тој другиот режим, на ретро информатика. Ција нашата си... Да, ција... Шпионирање? Не, има центар еден за истражување анализи во Македонија. Да, има. Има и континуес... Граѓански невладина Чак организација. мислам дека една група има. Да, Миле нашата си. Панчо. Ми се знае Миле на лопатите. Ми текна. Миле воли диско. Аја коло шума диско. И дендера мандера джабалак. Ето, не ми текна. Песна ли? Не, Джабалак. Као термини. Како термин. Джабалак. Веројатно некој трговец. Не знам. На големо и мало. На големо и мало. Очигледно информатичарите имате достапност, можете да влезете кај сакате, ама не сте многу расположени да слушате, не сте така настроени со глад за да слушате, да гледате, да читате информации. Ова се дел од бомбите. Од бомбите. Не, специализирани се тие. За бомбите зборам, тоа е малку... Тоа се извадоци од зборчиња од бомби, што се појавува во бомбите. Така карактеристики. Асоциациите не треба да се објаснуваат, Петрите, не грешиме се. Значи, полека завршуваме за крај. Има ли спас? Дали, знаете вака, би ја прашал многу едноставно. Зошто, ако толку државите користат софистицирана технологија, толку моќна технологија, зошто се случува ИСИС? Зошто се случуваат терористи? Значи, се обучуваат криминалците, ама и терористите користат дип интернет, не знам како се вика, црн интернет. Да, како се вика тоа? Dark web. Постои, значи ја и ти ако се договориме да имаме супер сигурна комуникација, ќе имаме. Меѓутоа, како расте тој број, тој круг на таа сигурна вакост, секогаш имаш... Таа станува понесигурна. Имаш најслабата карика. И се потешко и потешко е да се заштити таа карика. ИСИС се е некоја група голема, а меѓутоа не се толку големи. Искрено кажано, мислам дека, за мене лично ИСИС е онаква нон ишу, суштина, они се во еден момент ќе прераснат у војска која што ќе биде со која што ќе биде не се бано ништо убиваат многу луѓе, но свршена како со војска. Мислам дека тоа што преска го спомна Ванчо, дека тоа што е поголем предизвик за нашата иднина е дека ние не се бориме сега веќе против држави, се бориме против корпорации. Тие корпорации најчесто имаат финансиски интерес и тоа е да речеме до некаде бенигно се уште. Меѓутоа, тие корпорации имаат огромна моќ. Google и Facebook и било кој од овие што собираат огромен количеството на податоци што ги складираат, и не само што ги складираат, него што имаат алгоритми да ги анализираат, значи знаење да извадат од тие информации, е толку страшно што они дури да се бенигни, да се окей дечки, у моментот кога ќе се злоупотреби таа моќ за некој, знаете, дури за добра цел. Некој ќе им влезе во системот и ќе го злоупотреби тоа што они више го имаат воспоставено. И од тоа мораме да се браниме. Мислам дека од Джеймс Бонд филмовите некој што сака да владее со светот, некој будала ќе се појави. Да, последниот филм на Джеймс Бонд беше тоа, така он ги го да, во квиз говори да владее со светот, но дека ќе не искористуваат, дека не трошат, ќе не ги употребуваат, злоупотребуваат податоците. Го знаете анегдотата, накратко само знам дека сме на крај, за во Америка се случува на адресата домашна на еден татко со ќерка, семејство со ќерка, тинејџерка, 16-17 години, почнуваат да стигаат реклами оние што ги ставаат во сандачиња за бебиња, за бебешка храна, за бебешки облеки и така натаму. Од Таргет, тоа е синџирна продавници во Америка. И татко многу лут оди во локалниот Таргет, во супермаркетот и се искарува со менаџерот зошто на ќерка ми пуштате оној малолетно, сега со бебиња ли или така натаму. И се искаруваат, менаџеров не знае што се случува, испаѓа, доаѓа истиот татко после 6 месеци, ќерката била трудна. Како дознал Таргет? Така што со својата картичка она купува, гледала и значи се интересирала и онлайн и во продавницата за бебешки производи, знаејќи дека е трудна, ама на никого не кажала. Меѓутоа анализирањето на тој big data, на големите податоци на Таргет компјутерите, ја исфрлиле како потенцијален купувач на бебешки производи. И така стигнало рекламата и во сандачи. Тука да завршуваме, и корпорациите, шпионажата, веќе прислушувањето и лична работа со компјутер може секој на пазар да купи. Ајде за тоа да не зборуваме, да не правиме параноја, само да кажем за квизот. Сите погодиле Миле ми текна.
Авторот на Джеймс Бонд 20% Јан Килан, 10% Јан Железни фрлачот на копие. Едно време и Јан Килан, рекордент. добро, Deep Purple, Јан Флеминг, добро, многу голем процент, 60%, односно 70% Јан Флеминг одговориле. И точно или неточно, 80% одговориле неточно дека Джеймс Бонд, еден од најдобрите Джеймс Бондовци, Шон Конери е велшенец. Значи знаат и 80% дека е нешто друго, односно шотландјанец. 20% рекле Дури дека е политичар, точно. така. Инаку за мене е најдобар Шон Конери, И Роджер Мур. најдобар Джеймс Бонд и Чекај, Шон Конери или Шон Конери? Шон Конери, да. Шон О'Конери. Шон Конери. Па добро, кои други беа? Тимоти Шон Далтон. Траволта. Тимоти Далтон беше Джеймс Бонд. Пирс Броснан. Беше Пирс Броснан. Некој Роджер Мур. Да не го забравя. Плаф имаше, тој не му никој да му го запомнам името, тој е 2-3. Последниот како се беше? Железен би беше, а последниот Даниел Крейг. Даниел Крейг, да. Даниел Крейг, да. Сите го знаеме. Благодарам. Оставаме, слушајте ги репризите за време на викендот, а во живо се слушаме идниот понеделник. Да, Реприза нека ги- сабота од 12 до 13, недела од 13 до 14. Така. Благодариме на нашите гости Ванчо Ордановски, Фала на на поканата. Дамјан Георгиевски од Слободен. Не, не, онестивте многу, ама Поздрав и до гости. научивме некои цаки се како ќе Следната- ставиме тука фластерче. Следната емисија ќе. Благодариме. Пријатно. За тебе секде, секој збори, многу е тешко да се заборави таква како ти. А јас залудно бегам од секој што те знае, во очи не гледам да не ме познае, дека пропаѓам без тебе, а обседнат со тебе. Не можам сам, немам сила ниту грам, овој свет е толку мал и се врти околу нас, секој тажува за нас, за нас. Не можам сам, немам сила ниту грам, овој свет е толку мал и се врти околу нас, секој тажува за нас, за нас. Тешко те заборавам. Не знам за тебе, мене тешко ми е, премногу гордост, пак сме сами ние, криви сме за се. А јас во секој поглед ги барам твоите очи, а што ги најдам, мене пак ме кочи. Ова срце што не знае за друга освен тебе. Не можам сам, немам сила ниту грам, овој свет е толку мал и се врти околу нас, секој тажува за нас, за нас. Не можам сам, немам сила ниту грам, овој свет е толку мал и се врти околу нас, секој тажува за нас, за нас. Тешко те заборавам, тешко те заборавам, тешко те заборавам, тешко те заборавам. Не можам сам, немам сила ниту грам, овој свет е толку мал и се
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободан Каблашевска, директор на проектот Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Кирјан Донов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо on air, off air и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маџовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77 Радиовизија, ноември 2016.